сочувство до неговото семејство и сочувство до цела Македонија. Немам зборови што би опишала тагата, значи во моментов се осеќаме сите, значи катастрофално би можела да кажам. Тој беше пред се, значи трагично за неговиот млад живот, затоа што загина многу млад. И втора работа затоа што пред се беше хуман човек, човек со многу големо срце. Марија, ти благодарам многу и повторно вклучување за 1 до 2 минути од плоштадот Македонија. Родена само за мене си ти, за вечност дарена. Свиретка, нека полети, пак си тук, душа огреяна, волшебна, како небо си ти од небо дадена. Илузија во мисла видена, на сон создадена, за мене чувана, само вила во бело ми доаѓаш пак ко магија. Ти звезда скитница во магли скриена, за мене Магија, како магија беше неговата песна. Затоа што беше дадено од срце и од душа и допираше до душата на македонците, на овој народ без разлика на тоа каде. Реков Тоше, своите почетоци ги имаше токму во македонската радиотелевизија. Евтим Гаштов со она што денеска го прави во овие тажни моменти за нашата нација, македонската радиотелевизија. Јас не знам што да кажам, едино дека сум страшно потресен. Тоше ми беше многу добар пријател. Не знам што би може да направиме во овие моменти за да бидеме блиску до срцата на цела Македонија. Единствено што можем да кажеме дека македонската телевизија верно на своите гледачи ќе им прикаже се она што ќе се случува повод овој немил настан, ова е и ќе бана одработените на македонската радиотелевизија. Нека ги пратат нашите програми, ќе бидеме во живо и со носењето на посмртните останки на Тоше Проевски вечерва, ќе ви дадеме подетални информации кога ќе биде тоа. И се разбира, веќе нашата репортажна кола и во Крушево, пак имаме информации од таму. Јас само ќе кажам, Господ ангелите ги зима кај него, Тоше сигурно ќе биде ангел. Евтим, благодарам. Македонската радиотелевизија, нашите фонотеки и видеотеки пребогати со материјали, пребогати со се она што Тоше Проевски
го направи како снимка, како настап на концерти, како настап на хуманитарни проекти, како настап за своите пријатели. Со мене еден од многобројните пријатели на Тоше Проевски. Човекот кого што Тоше едноставно го викаше Деки. Баш така, Деки. Премногу сум потресен и тажен, значи никогаш во животов не сум бил толку, не сум се чувствувал вака ужасно. Го изгубив, за жал, мојот најдобар другар. Тој беше... Што е она што го планираше Тоша? Споделувавте ли? Што се планираше тоа 26 годишно момче пред кое што животот допрва требаше да ги простира своите убавини? Тој постигна многу, значи за тој период од кога стана славен постигна многу. Но имаше уште поголеми планови. И јас и тој, значи, ги споделувавме и добрите и лошите работи, значи за цело време бевме дење ноќе заедно, поминувавме, имавме поминато безброј ноќи и безброј денови заедно, така да го чувствував како мој втор брат и како член од моето семејство. Славам. Покрај луѓе од естрадата, покрај луѓе од шоу-бизнисот, покрај едноставните, обични, честни луѓе кои што беа на неговите концерти, кои немаат чест да го познаваат лично, меѓутоа го познава и неговото срце, неговата душа преку неговите песни. Овде на плоштадот Македонија, како што забележувате, и голем број луѓе од политичкиот живот. Игор, познава ли политиката граници, односно можеби музиката е единственото нешто кое што нели е пред политиката? Денеска тука нема политика и не треба да има политика. Денеска сме како искрени лични пријатели со Тоше за да ја споделиме големата трагедија, овој шок во кој што се наоѓаме. Македонија изгуби голем син. Цела Македонија беше Тоше и Тоше беше Македонија. Кога тој пееше, пеевме сите во еден глас. Денеска жалиме сите во едно срце, полно со тага, сочувствуваме со неговото семејство, на кого оваа работа, оваа трагедија, оваа прерана загуба на Тоше е најголема. Кога Тоше го гледавме и пеевме со него, гледавме оптимизам, гледавме живот. И Македонија нема никогаш да го заборави. Тој секогаш ќе биде нашата историја, неговите песни ќе бидат нашата историја. Вечна му слава. Ви благодарам и вела дека единствената политика во ова наше секојдневно живење треба да биде политиката на разбирање, политиката на едноставност, љубов, разбирање помеѓу сите. Кондерко. Тешко е било што да се каже. Болката е огромна, загубата е огромна. Нема зборови да се опише тоа. На сите ни е тешко, веројатно најтешко е на неговите блиски, на неговото семејство. Емотивно ги доживувам овие работи. Мислам дека сите негови успеси ги сметав буквално лично како своји. Така и оваа загуба, мислам дека како јас нешто лично да сме загубил, нешто свое блиско. Ќе памтиме Тоше секогаш, ќе памтиме неговите песни. Дали на македонците треба да им се случуваат вакви трагични нешта за да бидеме вака овде како едно? За жал, ова е загуба за целата наша држава, за сите граѓани. Сега се гледа колку навистина сите го сакавме Тоше. Како што велеше тој, често велеше, сите ве сакам. Ја едну државу не познам која се зове Фиром, ја долазим из Македонија. Значи,